100 нови возила, нов старт за пошта. Инвестиција од 2 милиони евра со јасна цел. Побрза испорака, помалку доцнење и модернизација на систем, што со години тапкаше во место. Владата го отвара процесот на обновување на институцијата, која треба да биде директен сервис на граѓаните, од најголемиот град до најмалото село. Премиерот порачува, ова не е само набавка, туку почеток на изградба на систем кој ќе ја претвори поштата во сервис кој им е неопходен на граѓаните. Од застарен возен парк со просечна старост до 15 години, кон систем кој треба да испорачува брзо, сигурно и без застои. Ова набавка е дел од поширока стратегија да ги обновиме институциите, да ги модернизираме јавните услуги и да ги направиме функционални за граѓаните. Затоа што институциите постојат за да служат, а не да бараат оправдување. Планот е јасен, велат од владата. Нова опрема, намалување на трошоците и враќање на довербата кај граѓаните и бизнисите. Следниот чекор посочуваат се конкретни алатки за ефикасност. Вице-премиерот и министер за транспорт потенцира дека ова е само почеток на поширока трансформација, со нов софтвер и современа сортирка, која треба да ја позиционира пошта како најмодерна во регионот. Освен ова, вели министерот, акцент се става и на економичноста, односно набавката е реализирана со значителна заштеда од околу 400.000 евра, со просечна цена по возило пониска од пазарната. Она што сум особено горд е што од проценета вредност од 130 милиони денари без данок на додадена вредност на електронска аукција, цената се намали за цели 25 милиони денари, што значи дека заштедивме некаде над 400.000 евра само при оваа јавна набавка. Финалната цена е 104 милиони денари без ДДВ. А на терен најголемиот проблем досега бил токму транспортот. Директорот на пошта вели системот веќе почнал да се стабилизира, а новите возила треба да го забрзаат процесот на испорака и да ја улеснат работата на вработените. Во наредниот период фокусот останува на намалување на администрацијата, зголемување на ефикасноста и дигитализацијата на услугите. Ова поддршка значително ќе ја подобри секојдневната работа во нашата институција, овозможувајќи и на граѓаните поквалитетни услуги. Од 100 возила, 90 се пик-апи, а 10 поголеми возила, односно комбиња. Малите возила се со носивост од 750 килограми, додека големите се со носивост од над 1800 килограми.